Откако вчера со писмо се огради од соопштението издадено од Синодот на МПЦ во врска со договорот со Бугарија, денеска митрополитот Повардарски Агат Ангел изјави дека одлуката на бугарската црква да стане црква мајка на МПЦ нема да значи и признавање на автокефалноста на Македонската православна црква. Според него, на ваков начин може во недоглед да се одолжува решавањето на канонскиот статут на нашата црква и дека ова е избрзана одлука. Дека ниедна точка не зборува за Македонската православна црква, за нејзина автокефалност, признавање и така натака, но еден од браќата кажа дека тоа ќе се случи, дека ќе не признаат како автокефална црква и така натака и така натака. Откако беше обелоденето дека бугарската црква прифатила да ја застапува нашата црква пред другите помесни цркви, од Синодот доаѓаат различни информации. Владика од Синодот, кој сакаше да остане анонимен, за ТВ Нова тврдеше дека синодска седница воопшто немало, додека пак други владици тврдат дека тие се состанале. Дали ова значи дека владиците не зборуваат во еден глас и дека е можен раскол во Синодот, останува да се види на седницата која треба да биде закажана и на која единствена точка треба да биде договорот со БПЦ. И додека владиците во Македонија се обвинуваат меѓусебно, бугарските историчари велат дека се мали шансите Македонската православна црква да добие автокефалност. Контроверзниот Божидар Димитров за весникот 24 часа вели дека не треба да се брза со признавањето на Македонската црква, затоа што престои именување на името на Македонија. Тој дури предлага нашата земја да се нарече Југозападна Бугарија, со што сите соседи би биле задоволни. Решението е одсечените на сила епархии да се присоединат од таму каде што се откинати. Во случајот тоа е бугарската патриаршија која што е наследник на бугарската екзархија. Тоа е правилно решение. Малкумина знаат дека православните цркви се помесни, односно народни, а не државни. Па така бугарската црква признава дека доаѓа од Охридската архиепископија. Вчера со реакција се јави и Српската православна црква, која напоменува дека во моментов на ова подрачје, како што ја нарекува Македонија, единствена канонски призната црква е онаа на Јован Вранишковски.